Но потоа повторно иде во прашање и веќе замрзне на 35 години и ќе посака на 42-3 и сега на 42-3 сепак организмот на жената не е во таа кондиција како што е на 25 или на 30, па и 35 нека биде. И сите овие дебати ги водиме во насока затоа што сакаме да го заштитиме здравието и на мајката. Не е целта сега ние да дискриминираме, затоа што нас не треба и здрава мајка. И во гинекологијата, во акушерството, ние и кога имаме комплицирано раѓање, мајката е загрозена и бебето е загрозено, секогаш тоа е леге артис, мајката ни секогаш во прв план. Мајката гледаме да ја заштитиме, да преживее во тие ситуации, она е на прво место. На 46 години, ма колку и да не им се свиѓа тоа на гледачите, на пациентите или на читачите, следачите, не може да се оствари здрав плод со здрава бременост. Тоа се обично пациентки кои што успеале на времето да се ги замрзнат јајните клетки. Нашиот совет е до 35 години тоа да се направи, но и да се закасни до 41-та, 42-та годишна возраст, пак може да се очекува успех со сопствени јајни клетки. Дека науката и медицината рапидно напредуваат е факт, но колку се мокни да се извагаат со биоритмот и со часовникот кој знае да звони за тревога. Овој подкаст го посветуваме на сите оние млади луѓе кои сметаат дека може да се забремени, може да се има деца на било која возраст и старосната граница се повеќе се зголемува. Гостин, па и домаќин, не можам да кажам гостин, дел од тимот на Newborn клиника, доктор Хаджилега, добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Доктор Гуржанова, имам интересна тема, она што многу често сте се среќавале како гинеколог, дека младите немари да се парови, дека се повеќе се подпираат на тоа, има време, 30, 35, 45 па и преку 50. Дали е тоа нешто што навистина може да се реши туку така во име на медицината? Убаво најавивте дека медицината и науката генерално оди многу напред, со еден многу рапиден тек одат сите настани, така да границите се поместуваат, меѓутоа во оваа наша област навистина треба да имаме еден лимитирачки фактор и се почесто сега и во науката и во стручните кругови се поставува прашањето кој е горниот лимит, која е горната граница до која што може да се оди, да се стане родител. Тоа истото се однесува како за жените, така и за мажите. Некако повеќе во овие дебати се опфаќаат жените, меѓутоа секако дека не се исклучени и мажите, нивната возраст, до која година треба да се биде родител и е во ред да се биде родител, гледајќи од сите аспекти, и социјален, и етички, и што е најбитно од здравствениот аспект. Биолошкиот аспект. Сепак ние, луѓето како човечки суштества, имаме одредени лимити што се однесува и до нашето првично здравје и секако и до репродуктивното здравје. Така да во стручните кругови сега многу одиме по овие настани, следиме секако е достапно ние преку интернет. Сега има многу дебати во светот, дали треба да се постави горна граница. Истото тоа се однесува и за сопствени јајни клетки кај брачни парови, посебно жени, што се да речеме до која возраст би требало да се остварат како родители и дали треба да се постави некој лимит во тој поглед. Без разлика дали ќе оди, тоа ми беше интенцијата, со сопствени јајни клетки или ќе се оди со донирани јајни клетки. Затоа што се повеќе како одиме нагоре со тие граници, како ги дигаме, се повеќе ги гледаме од друга страна и нус ефектите, негативните страни на тоа доцно родителство. Мајката над 40, над 45 години, па се имаме и жени кои што е над 50 години раѓаат, сепак ние си носиме некоја генетика, некои коморбидитети кои што можат да се потенцираат во бременост, затоа што во бременоста знаеме дека целокупниот организам, посебно кај жената нормално, нели, се оптоварува, многу е пооптоварен и кардиоваскуларниот систем, ендокриниот систем, тука вклучувајќи го и диабетес мелитус и ред други ендокрини заболувања кои што во таа
во таа друго стање што вика србите, да, сепак е друга состојба, може да се потенцираат и еве се повеќе гледаме мајката која ќе се породи на 45 па и над 50 годишна возраст, во текот на бременоста, па и во текот на раѓањето најчесто завршуваат и со царски рез, може да се појават компликации од страна да имаме проблеми со срце, а во тек на бременоста шеќерна болест може да се јави и ред други коморбидитети, може би имаме некоја преекзистенцијална хипертензија која што секако ќе се појави во бременоста, бубрезите исто се многу пооптоварени во бременоста, нивната функција, црниот дроб, така да од тие аспекти гледано ова прашање на вистина треба да се добро разгледа и можеби треба да има и некој лимит не само во поглед со собствени клетки, туку и со донациите, затоа што досега ете посебно во нашата држава законот е многу либерален и жената има право да си го оствари своето право на мајчинство, што никој не го оспорува, меѓутоа ете сепак треба да има некој лимит. Да, може би етички нели она да не за етички, тоа не по цена на животот, здравјето на жената, на мајката, значи на потенцијалната мајка да се остварува бременост. Заради тоа што да, точно е така. До 35-та година, да тука пак ќе повториме тоа, како треба да се знае како оче наш, до 35-та година квалитетот на јајната клетка е добар. На 35-та година квалитетот на јајната клетка драстично почнува да опаѓа. До 40-та година квалитетот на сперматозоидите се добри. На 40-та година кај мажите почнува драстично да опаѓа. Тоа се акумулирани грешки во ДНК, поголема веројатност да се роди дете со синдром или да има спонтани абортуси, а и да се деси бременост дури еве и со донирани, пошто веќе сега како е почнато секаде во светот со донирани јајни клетки и кај повозрасни жени, значи да се остварува бременост, таа жена има над 40-та, односно повеќе над 45-та година, пошто таму нема само проблем во јајната клетка. Јајната клетка е првата манифестација на старење на телото. Таму почнува да стареат веќе и ткивата, крвните садови пред се, кои што се покрти, помалце васкуларизација носат, повеќе склони кон хипертензија и доколку тие се оптеретат со уште еден живот кој што расте во телото на таа мајка, и како може да биде искомплицирана таа хипертензија. Јетрата, хепарот, значи органите сите почнуваат да стареат и тоа веќе над 45-та година, а посебно над 50-та година драстично почнува да стареат сите ткива и органи во телото кај жената. Сега збориме за жената затоа што таа ја носи целата тежина. Имаме голем ризик од гестацијски дијабет, кој што може после породувањето да продолжи во класичен дијабет. Имаме голем ризик од гестози, преекламси, покачен притисок, кој што може да продолжи со повакво, дури ништо да немала претходно, да продолжи со хипертензија. Имаме опасност од срцеви инциденти, да кажеме, зголемена можност за тромбоза, за длабока венска тромбоза, која што може да доведе до пулмонални емболии, инфаркти и мозочни удари во бременоста. Не сакаме да ги плашиме нашите пациенти во никој случај, но да не се третира олако, да не се тоа е многу комплексна работа, многу комплексно треба да се пристапи. Не е работава, ајде може, денеска медицината може, туку ние сакаме да имаме здрава мајка, за тоа дете што ќе се роди, без разлика од донирани јајни клетки или не, да има долго време здрав родител со себе. Затоа е потребно кај такви пациентки да се вклучат и повеќе испитувања и малце повеќе да се прошири тимот кој што би учествувал во преддиагноза и ако има потреба и во водење на бременост. Значи ние сме имале, јас лично сум имала скоро пациентка, ја поздравувам пациентката, се породи, но бременоста она знае најдобро како ја истера, со колку стрес. На колку години пациентката? Пациентката беше на 49 години или веќе 50 се породи, со аритмија, со висок притисок, со гестацијски дијабет, со еден комплексен, мултидисциплинарен тим ја водеше бременоста и стеравме до крај. Фала Богу, се породи, се е во ред, но последиците по здравјето ќе ги видиме понатаму какви се и стресот што го доживеа во тек на таа бременост исто така
беше многу силен. Значи, беше вашето долгогодишно искуство како гинеколози може да даде нека статистика. Апсолутно, и како што кажав, тие последици од тие доцни бременности, доцни години на мајките, последиците веќе се повеќе и повеќе ги гледаме, и веќе еве во медицинските кругови, сега скоро бев на еден конгрес во странство, значи и со донирани јајни клетки, еве во соседна Грција има неколку еминентни професори кои што баш се произнесоа околу оваа проблематика, и тие некако ставаат лимит некаде до 40 до 46 години, до 46-та година, без разлика дали е мајката ќе оди со нејзини јајни клетки или со донирани. Имале случаеви каде што еден случај пред неколку години баш го објаснува, пациентка во Грција почина 51 годишна мајка со донација на јајни клетки, како последица на компликации од оптоварување на срцето, компликации во тек на бременоста, мајката починува, и навистина, како што каже докторката, многу внимателно треба да се разгледуваат овие случаи, да се вклучат мултидисциплинарно повеќе категории на лекари од сите области, секако да не ги избегнеме и социјалните работници, и психолозите, некако кај нас тоа го земаме многу лесно, како што каже и докторката, да, еве ќе одиме со донација, треба навистина многу внимателно. Или медиумски ќе се сервира дека нека се породила. Јас прилика ќе искористам да одговорам на еден коментар, на еден наш пост кој што го објавивме за пациентка која што на 44 години, кога збори докторот со сопствени на 46, сопствени јајни клетки кои што се замрзнале до незината 40 или 41 годишна возраст. Тие се сопствени на 46 години. Ма колку и да не им се свиѓа тоа на гледачите, на пациентите или на читачите, следачите, не може да се оствари здрав плод со здрава бременост. Тоа се обично пациентки кои што успеале на времето да се ги замрзнат јајните клетки. Нашиот совет е до 35 години тоа да се направи, но и да се закасни до 41-та, 42-та годишна возраст, пак може да се очекува успех со сопствени јајни клетки. Ќе одговорам заради тоа што на еден наш пост каде што објавивме таков случај, пошто ние имаме обичај како Newborn да објавуваме кейс репорти не за да се фалиме, иако имаме и зошто да се фалиме, туку за да ги охрабруваме потенцијалните пациенти дека решение има на проблемот. Имаше коментар дека ние правиме дискриминација. Ние не ја правиме дискриминацијата. Дискриминацијата си ја носиме самите во нашите гени, во нашата биологија. Значи биологијата е таа што прави дискриминација. И јас не сакам да стареам, и јас не сакам да бидам во менопауза, но фала Богу, здрава жива сум и треба некои работи да ги прифатам, дека правиме дискриминација, дека имале пациентка која што, односно пријателка која што на 51 година и замрзнале 3 јајни клетки. Тоа е грабеж, значи кој што некој доктор би се осудил да го направи на 50 или 51 годишна возраст, да стимулира пациентка да замрзнува јајни клетки, не знам со каков квалитет, без да каже, без да објасни, значи многу е, колку и да не им се допаѓа. Значи мора да сме реални. Сега како што се веројатно понатака ќе се смени, медицината галопира напред. Со вештачката интелигенција уште побрзо ќе стигнеме до некои височини кои што се незамисливи, можеби живот над 120 години, раѓање од сопствени јајни клетки на 60 и 70 години, но сега не сме. И не сме ние тие што дискриминираме, туку биологијата е таа што дискриминира. И сепак ние како лекари, пред се треба да се грижиме за здравието на живите, а не на неродените. Така е. И сите овие дебати што ги водиме и што би требало во иднина малце можеби поинтензивно да ги водиме во стручните кругови и секако тоа да се пренесе до пациентите, значи треба да дадат во насока на будење на свеста, тоа што го дискутиравме и пред да почнеме со овој подкаст, дека треба да се направи една иницијатива да младите да се навистина сватат дека до 35-та година во овој момент, како што кажа докторката, можностите на медицината се тие, што помлади, што побрзо да се остварат како или родители. Или како остварат како родител, или ако немаат можност да си замрзнат, јајни клетки. Да, но потоа повторно иде во прашање и веќе замрзне на 35 години и ќе посака на 42-3 и сега на 42-3 сепак организмот на жената не е
во таа кондиција како што е на 25 или на 30, па и 35 нека биде. И сите овие дебати ги водиме во насока затоа што сакаме да го заштитиме здравието и на мајката. Не е целта сега ние да дискриминираме, затоа што нас не треба и здрава мајка. И во гинекологијата, во акушерството, ние и кога имаме комплицирано раѓање, мајката е загрозена и бебето е загрозено, секогаш тоа е леге артис, мајката ни секогаш во прв план. Мајката гледаме да ја заштитиме, да преживее во тие ситуации, она е на прво место. Детето е секогаш во... Јас и кога би рекла, еве сега имавме во последно време доста сензационалистички наслови, нели, па дури во нашата држава над 60 години породување, раѓање, не навлегуваме со чиви со какви јајни клетки, пошто не сме били инволвирани во процесот. Нашиот лимит во нашата клиника е до 53, како што е европскиот лимит, кога ќе се земе средна вредност до 52 или 53 годишна возраст најмногу, и со тоа што претходно треба многу испитувања да донесе од интернистички преглед, од мамографија, за да ние можеме комплетно да одиме безбедно со таа пациентка, дури нели и со донирани јајни клетки. Значи, би требало стручната фела да не подлегнува на такви сензационалистички наслови и притисоци од јавноста, каде што ние треба да аплаудираме и да го поддржуваме тоа, заради тоа што се промовира нездраво нешто, се промовира експлоатација на жената дека треба да раѓа, дури и во доба кога што навистина нема и не е создадено телото да раѓа. А јавноста, без разлика каков е притисокот од јавноста, едноставно ќе мора да се покори на биологијата што ја носат во сопствените недра. Значи, не сме ние лекарите што дискриминираме, туку, пак ќе повторам, биологијата досегашна е таа што дискриминира. Да се потсетиме дека до пред 150 години просечен животен век беше до 45 годишна возраст. Последните 150 години, заради развојот на медицината, веќе просечниот живот се зголемува дури во некои развиени земји од и 80 годишна возраст. Веројатно и во репродуктивната медицина ќе одиме натаму, но сега ние ако промовираме бременост на жена на 60 години, ние таа жена ја осудуваме на, да не речам, на забрзано старење и забрзана предвремена смрт. А да не зборуваме и за напорите кои што сепак го бара едно родителство и физички и психички, тоа дете треба да расте покрај родители, па тие родители треба да доживеат еден подолг век, тоа дете да израсне во нормална личност. Многу аспекти има и затоа апелот е да не правиме, како што рече докторката, дискриминација, меѓутоа единственото решение во моментот според мене е, значи, што побрзо да си се остварат како родители. И ние мора да кажеме со докторот, пошто имаме нели деца кои што се во таа возраст, ние и како ги притискаме да не израдуваат со тука сум и јас ви се приклучувам. Да, сите тројца сме каде што отворено разговараме со нив, значи не го игнорираме тоа, сме разговарале токму и со докторот дека и сведоци сме на проблематиките што ги имаме секојдневно. Нека не треба да се чека, не е медицината, сега со инвитро се може, не е само може со инвитро, многу повеќе од претходно. Се не може, мислам апсолутно све не може, но добро е на времето да превземеш нешто за да бидеш здрав родител, долгогодишен родител на здраво дете. Тоа би била пораката. А тоа се случува во 20 и рани 30 години. Или што би рекле нашите баби, се во свое време. Се во свое време. А времето е, пак ќе повторам, 20 или рани 30. Така е. И овој подкаст, напротив, не само што не е демотивирачки, туку е мотивирачки да се поттикне одговорноста кај младите и кај сите оние кои навистина сака да се остварат како родители, да размислуваат малку за однапред, а не да се подпираат на па добро малку да завршиме или едукации, да магистрираат, па да докторираат, па да најдат работна позиција, па малку да прошетат, ете ги 30, 33, 35. А да, комодитетот малку не тоа е се не прави, да, цивилизацијските придобивки се пружено на дланка прави и да некако стануваме себични. Да, и егоистични стануваме и
ете, апропо овој разговор, па и наталитетот малку да го подигнеме, затоа што вие ако планирате бременост на 35-40, еве и се да е во ред, кога ќе родите второ дете? Немате време едноставно. Така да мора тоа малку да се анимира и да се стане подигне национална свест. кампања, Точно, цело време тоа го зборувам. Да стане национална кампања со еден вид сексуална едукација уште во млада возраст, да се објасни како може да се заштити од било какви болести во младоста што може да донесат последици и по репродуктивното здравје, како да се едуцираат, како да го планираат семејството, кризите. Криза, јас од кога сум свесна за себе, оваа држава не е излезена од криза, па ете, живееме, хронично е во криза, живееме, сме родиле, сме воспоставиле работни услови добри во кои што работиме во криза, нели, за било кого друг тоа би било кризна ситуација, но сепак животот не смее да чека заради социјални моменти, нели, општествени моменти, туку треба да се размислува навремено да се создава фамилија, или не мора тоа да биде класична фамилија, туку навремено да се дојде до пород. И како што кажа докторот, многу добра поента, кога второто, кога и третото, еве ние на гостинката што имавме и посакавме, нели, и трета бременост да се случи. Јас посакувам на сите млади да имаат по 3 деца. Нормално не наметнувам, но нема побаво нешто од деца. Нема, најголемиот капитал не утоги се деца. Сколку повеќе деца, толку поголеми капиталисти. Да. Повеќе слушајте ги докторите, затоа што мислат за сите нас добро, а оние сензационалистички медиумски информации, тоа се изолирани случаи. Една е Клудија Кардинале која роди на 54-5 како беше, или еден е Ал Пачино кој направи дете на 80 и не знам колку години, тоа се изолирани случаи и да се подпираме на тоа, туку на време, фатете се за работа. Многу земји, посебно овие поразвиените земји, веќе имат и лимитирачки годините ги лимитираат, законски, да. Законски, така е. И во многу земји, еве и во нашето окружување, Србија, ми се чини Хрватска, па и Словенија, они дури имат и немаат се уште програми за донација, значи не се дозволени донациите. Веќе во Германија, например, една али е многу најразвиените земји во Европа нема донацијата, не е дозволена. И горна граница е 42 години. Значи се освестува. Заради тоа што доволно време, нели, има одреден пар или одредена жена до 42 да се оствари или како родител или да замрзне јајни клетки. Значи над 42 години во Германија нема право на ниту на приватно, колку што знам, или пак државата не го покрива тоа инвитро. А кај нас, еве уште тоа, има уште еве во комисијата која што ги доделува дозволите за инвитро. Сега не знам дали е тоа званично, но мислам дека е 45 години ако има пациентката, жената, до 45 години може да и се дозволи на сметка на фондот со неизини јајни клетки да оди на инвитро, над 45 години им по автоматизам добиваат дозвола, значи државата не вика да ви дадеме инвитро, ќе ви овозможиме, но со донирани јајни клетки, затоа што се смета дека над 45 години, како што каже и докторката, тие јајни клетки се неквалитетни и шансите да се забремени се многу мали, да речеме во едноцифрен број на проценти. И сега, кога вие сите тие работи ќе ги ставите на кантар, ќе кажете да, ние ќе ви овозможиме и тоа шансите, државата се пак вложува средства, мора и државата да биде заштитена, ќе каже да, лимитирачки фактор, вие годините. Да, јас морам да кажам, докторот има подолгогодишно искуство во, нели, областа на инвитро, тоест во репродуктивната медицина, односно подпомогнатото, нели, оплодување. Во мојата кариера имам само една пациентка која што останала трудна од сопствени јајни клетки на 46 годишна возраст, под 45 има повеќе, нормално, ама над 45 години само една пациентка која што посетна еуплоиден плод, значи, да речеме, релативно, да кажеме, по број на хромозоми здрав плод, но кој што понатака разви во текот на годините, се пројави, се покажа аутизам кај детето. Значи, секогаш, јас ова го зборувам отворено во етер, заради тоа што го зборувам отворено и со моите пациенти, дека
дури да се деси бременост, која што е многу мал процентот да се случи и да се износи, на крај има некаков проблем понатаму за... И да не заборавиме дека вие Разум. докторите сте под Хипократ и треба во име на тоа да ја кажете вистината, а не ја се искомерциализираат работите. Апсолутно да. Некогаш вистината не им се допаѓа на пациентите и трпиме. Не ги трпиме, а апсолутно тоа е дел од нашата професија. Ги читаме критиките по форуми, по социјални медиуми, некогаш тие преоѓаат и во клевети, некогаш се основани незадоволствата, може би заради однос, некогаш се неосновани, но ние мораме без разлика на тоа дали сме под удар на јавноста да кажеме вистината на тој пар. А ако се деси спротивното, ние се молиме на Господ да се деси спротивното. Тоа веројатно не го сваќаат пациентите. Дури некогаш кога соопштуваме лоша информација или вест, ние се молиме длабоко во нас да бидеме грешка и Точно. да се деси другото спротивното. Дај Боже да не демантират, па еве не сме успеале тука на таа возраст, па отишле на друго место, успеале, дошле, им посакуваме на вистина, на вистина наистрено, успех и да дај Боже си имаат да биде успех. се во ред и они да бидат во добро здравје. Така, единствената реална слобода е вистината. И тоа кога може да ме кажеш на некого во очи, а јас еве преку медиумите ви кажам во очи, мислам дека после овој подкаст дека ќе се направат многу бебиња. Па нека ви е соарно.